Зошто Титаник никогаш не е изваден од дното на океанот? Титаник, познатиот британски патнички брод, потонал на 14 април 1912 година за време на неговото прво и единствено пловење. Изграден како најмодерен и најголем брод во своето време, Титаник бил долг 269 метри и можел да прими над 2200 патници. Се сметал за непотоплив благодарение на напредната технологија користена во неговата изградба. За жал, бродот удрил во Санта Мраз на северниот дел од Атлантикот и потонал за помалку од 3 часа, што резултирало со смрт на над 1500 луѓе. Поради ова, многумина се уште се прашуваат зошто Титаник никогаш не бил извлечен од морето и што се случило со телата на патниците. Потонатиот брод се наоѓа на околу 3800 метри под површината на Северниот Атлантски океан. Оваа длабочина представува сериозна техничка пречка за современите технологии. Состојбата на Титаник се влошила со текот на времето поради корозија и ефектите од длабокото море. Подигнувањето на недопрен брод од оваа длабочина би барало значително засилување и стабилизација, што е сложена инженерска задача. Финансискиот аспект исто така клучен. Спасувачките операции од таа големина би биле исклучително скапи. Многу експерти сметаат дека потонатиот брод Титаник треба да остане недопрен како спомен и подводно културно наследство. Иако имаше предлози за можни операции за спасување, техничките, етичките и финансиските фактори кои одвратија секој голем напор за подигање на Титаник.